Почитуван заменик председателе на владата, господин Николовски, почитувана екселенциjo, амбасадор Кигалови, почитуван ръководител на програмската канцелария на UNDC, дами и господа, ми представя задоволство во име на Министерството за вътрешни работи на Република Северна Македонија да земам учество на овај настан, да ви посакам успешна работа и добар престој во Скопје. Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал го организира денешниот прв регионален состанок посветен на креирање, спроведување и унапредување на стратегии за превенција и борба против организираниот криминал во регионот на Југоисточна Европа. Се надевам дека оваа средба ќе представува одлична основа за дискусија за стратешките приоритети во борбата против организиран криминал и дека во нејзини рамки ќе бидат споделени искуства и предизвици во развивањето на стратегии видени преку призмата на мултиагенцијскиот пристап и координација. Борбата против организираниот криминал е предизвик на 21 век и неговото влијание се наметнува во сите сфери на општественото живење. Од тие причини за успешно справување со овој феномен е неопходен сериозен пристап од страна на сите институции надлежни за спроведување на законот. Безбедносните закани со кои се соочува Република Северна Македонија се слични не само со заканите во земјите од Балканскиот регион, туку и со земјите од Европската Унија и Соединетите Американски држави, што наложува изнаоѓање на нови форми на соработка и действување на меѓународно ниво. Во Република Северна Македонија постојат цврста политичка волја и јавна свест за интензивна и континуирана борба против транснационалниот организиран криминал. Во овој контекст со поддршка и соработка со меѓународните и европски институции, од страната на државата се прават напори за развој на ефикасна правна рамка и воспоставување на специализирани институции за сузбивање на овој вид на криминал, како и за побрза и поефикасна размена на информации на билатерална и мултилатерална основа, што е од особено значење. Со оглед на фактот дека транснационалниот организиран криминал е закана која може да предизвика сериозни безбедносни импликации, борбата за сузбивање на овој феномен представува еден од нашите главни приоритети. Свесни сме дека со спречувањето на овој модерен феномен не може во ниту една држава да се справи самостојно, што е наметна потребата од еден поинаков и многу посериозен пристап. Организираниот криминал не познава граници, ниту визи, државјанство, етничка припадност, ниту пак постојат правила на кои што делуваат криминалните групи. Затоа, само со воспоставување на правна рамка за остварување на меѓународна соработка помеѓу полициските служби и јавните обвинителства во земјите во Европа може цврсто да се застане на патот на организираниот криминал. Отаму произлегува потребата и очекувањето превенцијата, ефикасноста, оперативноста и соработката во борбата насочена против организираниот криминал да се подигнат на уште едно повисоко рамниште. Полициските служби и јавните обвинителства повеќе од било кога претходно се решени ефективно да се борат против прекуграничните закани со преземање на координирани и заеднички акции против организираниот криминал. Имајќи ги предвид овие цели, цврсто сме решени за понатамошно интензивирање и зајакнување на регионалната и меѓународната соработка. Во таа смисла, почитувани присутни, и можноста денес да се обратам пред вас на ова една сесија, и ми представува особена чест и големо задоволство. Би сакал да ја потенцирам улогата и константната поддршка на Канцеларијата за дрога и криминал на Обединетите нации во спроведување на конвенцијата од Палермо во светот, а сега и соработка и посветеност на оваа канцеларија кон зајакнувањето на стратешката рамка против организираниот криминал преку регионални и национални активности во 4 целни региони, вклучувајќи го и регионот на Југоисточна Европа. Ова дотолку повеќе ако се има предвид фактот дека предизвиците со кои се соочуваат државите од регионот и пошироко во својата борба против транснационалниот криминал од година во година стануваат се покомплексни, не познаваат граници, налагаат продлабочување на меѓународната полициска соработка против организираните криминални групи. Денешниот состанок на докажани, високо почитувани и признаени професионалци несомнено очекувам да развие плодна дискусија, но при тоа да донесе и опипливи, конкретни резултати во правец на утврдување,
а потоа и на тамошно унапредување на стратешките приоритети во борба против организираниот криминал во нашиот регион. Воедно на ова гледам како на убава можност преку размена на искуства да се споделат и најдобрите практики во развојот на стратегии. Длабоко верувам дека овој прв регионален состанок за стратегии за превенција и борба против организираниот криминал во Југоисточна Европа ќе понуди идеи и видувања од различни аспекти, а што е од особено значење ќе инициира и продуцира здружување на представници на релевантни институции, меѓународни и регионални организации, граѓанското општество и приватниот сектор. Доколку во пристапот кон нова прашање уважиме видување на повеќе општествени чинители, со примена на еден сеофатен повеќе слоен пристап, постојано следејќи и трендовите и потребите, и доколку тоа го надградиме со една силна посветена регионална и генерална меѓународна соработка, цврсто сум убеден дека и успехот нема да изостане. Дозволете ми да се заблагодарам на шефот на Канцеларијата за дрога и криминал во Република Северна Македонија за изворедната соработка што оваа канцеларија во земјата и Министерството за внатрешни работи ја негуваат и ја развиваат во изминатиот период. И сосема за крај, дозволете ми вам, почитувани драги колеги и колешки, да ви посакам плодни дискусии, успешна работа и понатамошно усавршување. Благодарам на вниманието.